Почитувани присутни, во името на невладината организација КХАМ од Делчево и во мое име ви посакувам добре дојде. Со искрена благодарност за времето кое го одвоивте да присуствувате на оваа наша драмска представа. Представата е во рамките на проектот "Менување на негативните наративи кај здравствените професионалци", кој е поддржан од Фондацијата Отворено општество на Македонија и има за цел, преку иронија и сатира, да ги истакне се уште актуелните проблеми во здравството, како што се предрасудите и стереотипите кај дело здравствениот персонал. Ова посебно се однесува на секундарното здравство. Драмата, меѓу другото, има за цел да ги истакне недостатоците кои произлегуваат од болничките бракови, надри лекарството и други социјални појави во едноромско семејство. Представата е во реализација на аматерската драмска група, составена од ученици во основното и средното образование, кои во изминатиот период со наставничката Маријана Стојменовска доследно и континуирано работеа при подготовката на драмската представа со максимално вложен труд, на што невладината организација КХАМ од Делчево искрено им благодари. Текстот и сценариото е на Зекри Абдулов, а во режија на Маријана Стојменовска и Зекри Абдулов. Да ја проследиме представата. Колко е сатова? 20:10, ајде стани, закъснахме. Не се дерива. Какво виси? Ни сато не можеш да погодиш. Закъснахме, да закъснахме. Абе, ајде станувай, очето не чека. Какво почем? Абе, това са дервиши. Баяри. Брате, вали, шо ти я знам. Чекай, бе. Абе, гости ки идват? Ајде, какви гости па са? Абе, изличи ке дојат. Ке дојат да прашат есмералда. Епа, ще доизтечи и стигнат. Още 16 години не е наклонила, ние на машки я дала. И я много арно видях, че се на 15 години ученик по юнати Прокопс. А още на школа от. Слушай, не може да ви направите некои далавери кога светот ќе дойдат. Утепанка да знае. Какви далавери, бе? Неле гледате, детето ни е занесено. Нещо само си дума, бега от нас, затваря си особата, слуша някаква музика и ме гледа мани мангав, шо ти я знам. Доста му пъти, все знаеш. Мора да я лечиме. Мора. Тия тамо ни горе, ако ни наприя некоя магия, па я те. Абе, жема, на момичката ми трябва дервиши, ми трябва емали. Какви магии, какви вакраши. Одведи я на доктор, како шо си редо. Доста со тия, надри некак. Каков доктор бе вампир? Магия и направия, магия. Разбираш ли ти? От тия там по-големи магисари нема, а ти само искаш да дадеш. Доктор ми трябва, пато! Доктор! А на тебе, посебен психиатър ти трябва. Дигнали сте роговето, па две не видите. Умрехте, бе, мамето ваше. Кой ги изгледа край с вас? Айде, айде, доктор. Айде, Есмералда! Ана, мама, къде клади? За белка ли ги намажете? Каква белка, ма тренува при мен да си даме на търбе. Трябва да ме потърги светака.
Ева каза, мерама. Не бъдете. Що ви е така? Айде заедно неке. А имате ли някой проблем? Слушай, Шейова, ние дойдеме за... Доста бе, Туру. Ти не знаеш, я ти кажа. Айде кажем, казвам. Шейба, ние си имаме голема мака. Айде. Со девойчето си имаме мака Шейба. Со момичката. Нещо е те ми е занесено. Се си викам да не е наказила некъде. Или па да ни наплия някаква магия. Айде шамурам беге на път. Ева казвам. Добре. Слушайте ми. Вичката е наказила на някои джинове. Да знаеш дека и магия я направи. Ево. Я знае дека я направи. Тия тамо ли моря ир да не видам. Пропастила ми детето. Як им напредна магия, пък ми се чуда, чу ги е снъща. Абе, лесна работа за магия. Туку аз ти дам на нея напаяна вода. И така, имаш момичката, ти дам една магия. За магията, да я носи себе нека ни помини. Абе, Шейба, ама да направиш някакво, да не го сака той за лангурдан. Ке направи, какво няма да направи? Само за това казвам, ке трябва малко повече временце. Не е проблем за време, Шейба. Абе, айде доста веке, цялото време ми го вземахте. Айде бе, кара Осман. Иди донеси една чаша вода да трябва да направя. Ало, Ештрев, не смело сега. Дойдете за пола сад и че оправя работа. Хайде така. Значи от джинове проблем няма. А за магията имам направена специална магия. Тая магия да ставиш тук и те я носи, сега нека ни помине. Справим да си какво се вода да го направиш. Брат Шейба. Така, добре. Айде, ладно. Сега не трябваше, ама айде. Айде, нека се фане леко, айде. Айде. Сега казвам. Айде, вие свалнахме пред дете. Детето ще се оправи. А на контрола кога да дойде? Айде, после Байрам дойде. Ама слушай, нека
дойдете сите заедно тук така за да ни правите оти, аз имам моя работа. И си дойдеш самичка. Дай ти. Си гледам агията да се плаши. Хайде сега, дайте се дойдем. Хайде, заедно нека. Хайде. Хайде, те мишляк. Процесот на образование ги ограничува нивните можности и предизвикува здравствено нарушување и родова нееднаквост. Детските бракови представуваат грубо кршење на човековите права, со кое се загрозува менталниот и физичкиот развој на девојчињата и честопати резултира со предвремено забременување, социјална изолација и семејно насилство. Ова прашање е актуелен проблем во Република Северна Македонија и притоа постојат големи разлики кај различните етнички заедници во категоријата девојчиња на возраст од 15 до 19 години кои се во брак или живеат во заедница. Ако националниот просек изнесува 4% на вклучени бракови, оваа стапка кај македонците изнесува 2%, кај албанците 6%, а кај ромската заедница дури 22%. Дополнително, стапката на млади жени на возраст од 15 до 19 години кои родиле или моментално се бремени на национално ниво е 3%, додека кај ромите оваа стапка е 18%. Од нив во групата најсиромашни, додека националниот просек е 5%, кај ромките е 25%, а во однос на завршено само основно образование, националниот просек е 12%, а кај жените ромки 24%. Според податоците на Министерот за труд и социјална политика, од 12 до 14.000 бракови, кои што годишно се склучуваат во Македонија, 13% се помеѓу лица под 18 години, и тоа во најголем дел склучени со малолетни девојки од ромската заедница. На годишно ниво се регистрираат околу 150 до 200 бракови склучени помеѓу или со малолетни лица. Тоа потврдува она што во законот е предвидено како исклучок, навистина во пракса станало правило. Ова прашање апсолутно не е ромско прашање, туку ги засега сите и поради тоа е потребна распределба на обврските помеѓу сите органи на ниво на институциите. Позитивен исчекор е законската измена која е направена под притисок на граѓанскиот сектор, со која под никакви услови не е дозволен брак на деца под 18 години. Ништо за неа да кажеш, да се похвалиш.
Есмералда, она е лепот, що да ви кажа. Ушевалце да завърши 8 отделение и няма тя прата на страна. Моти, тук е тежко за малко. Какво бе, дечко, дойди? Еле средна задължително. Колко е напушни школа? Доста бе, чуди там. Не, и нека си тражи кафе. И така тук няма работа за нас. Нали иска някой кафе или чай да се напие? Какво кафе? Сипнат кафе за нас сина. Не. Я първо ще на ракичка с сватски пи. Кафе по-просто. Цяло нощ да ти мисля. Що рече, Фато? Не те чух. Нищо, викам да не искате нещо да ви запомня. Не трябва. Точно, нека ви придам. Има все пред нас. Има. Гледа се. Това е още. Абе, Зуири, ние дойдеме да ти кажем, оти ние сме на план, жениме сина. Айде бе, още солетна степа, прилинки по жените. Ти па, светилка да не беше. Все знаеш, какво ради от Зора си станала. Доста нам, Зора мора, ако да наш ресторатор, килишово. Зуири, да ми помогнеш да найме некоя сна за сино. Ама трябва да биде хубава, паметна, щена, здрава, права. Абе, вие деца за охранителните. Хубава, паметна, мирна. Вие да не сте някакви страстни, образовни дядо. Знаете ли ще трябва? Бога ви, Ещре, со такви особини тежко да најде сна. Шо, Шукро, да не сакаш нещо да кажеш? Не. Нещо чудо ти почна да ми стига. Това е гърклан, мамо. Порека ми се нема на вас и гърклани, душни како ме фанат. Сукозуйди, дека се станахме ние? Шо за нещо за градинки, за медиатори правихме? Тек нами. Ние правихме мобет за сна. Таква ние като штудираме, вие имате. Те викаме за баща Есмералда. Она е убава, паметна, щена, баш каква шутера. Бога ми, Ещре, за убава е, паметна, пощена. Сега малце на тая майка има и надава, ти се оправи. Само право да завърши втора полугодие и да си вземе дома за осмо. Спати. Нема везе. Ние можем от работнички университет да вземаме диплома с 8 отделение. Светов факултет си сме попия, ние ги правим прем за полугодие. Нещо. Управа е свато. Ние тук за веритбата да завършиме, она ќе дипломира 8 отделение, да мъгна време. Вие се договорите. Я маке да съм шулеса. Нито некой ме пита, нито некой ме... Айде, прави тамо! Шо има тебе некой да те пита? Не свате ме, не. Управа е фата. Ела, фати ме седи до мен. Ела да се договорим. А сега кажи условите са. Що трябва да купиме, да донесеме, да избазаруваме, а? Какво свате? Така. Ќе купите по еден пар кондури на сите, горен и долен веш за сите. Какво бе горен? Тебе какво си? Айде само долен бе. Не. И горен. Костюм за тебе и фустан за мене. Ти па да не искаш шишир суперко? Може. И за дойде на шишир да личи на сала от сурдолица. Добро, айде. Още локо договорихме. А са и нещо друго да не кати. Не. Доста име. И това е много. Ако знаете какво маки кисело, а твоя син каков е? Като Хари Потър. Не свате, не е доста. Ке да не душе 5000 евро. Не свате, как гледате? 5000 евро? Да, бе, свате. Това за тебе не са много пари. Я на тебе ти давам здрава, права, пощена мома.
Нема тука шала. Деве каков си? Намали малко бе човек. Ти на Франция порчо ли ке плащаш? Не бе, сват. Извършителите ми са преко главата за един кредит чузимак, по име Сонет. Еле и вие знаете. Знаеме, свате. Сега ние какво правим? Отнеко ме доведе тука. Добро бе, айде, договорено. Бе ти гадия бе. Ай сега шукро ние да одиме да сбираме пари от тия неулюбиви. Начин. Тебе, никакве не се написате. Не, и мен почна челутнико да не се. Цяла година за кафе няма да им текне. Хвала, Пато, да си доня да ми си спите. Давай, бъкни си мълчево, имаш пари. Давай, не се срами, ставай, ти си паралия, не се стискай, давай. Айде, критицирам, айде, критик пеям, айде, критик играм, айде, раз, два, три, имаш пари ти, четири беше. Свате, вие знаете да потерате и шо треба, и шо не треба. А знаата, никако да я видим. Да видиме дали е убава, паметна, поштена, а? Не бе, свате, па ти я знаеш моята Есмералда. У нас е убава, паметна, поштена. Добро, а дека са пари, а? Знаеш какво иде? Пари на ръка, мара за ръка. Ако не е поштена, нищо от бизнес. Знаеш кай нас какво е. Да не ти обясня. Есмералда! Оди тука, Керко! Или той иска да те видят дали си здрава, убава. Шо да ме видят? Не са ме видели. Машала. Севоре, бе, мама, севоре. Не знаеш ли как вчера бе в гинеколог? Трябва да ода на редовни прегледи кај матичен гинеколог. Убаво, що не се наплаща против заказ. Барем, ќе нас виде очи? Еде, свате, гледаш, се е уред. Айде, дай пари сега. По-нормално така е севоре. И аз знам, що съм изчувала. Да, севоре. Само рече да пази да не добия сине ден. Така ли? Керка ти чека син, ти на мен 5000 евро ми дадеш. На мен бремена стана не ми трябва. Така да се знаете. Нищо. Леле, уйдя парите! Уйде кредито! Леле! Стани суди! Кой се плаща от човека? Стане ме да тя да видиш, кой ми се варда! Браво! За помощ! Има ли некой бе човек ки умре? Еледе! Абе ни треба амбулантно води. Човеко ки умре. На коя улица се? На улица Генерал Тенков брой 69. Център от лева страна. Добро, ще дойдете за 5 минути. Него бъдете пациент. Въобще не е ни мерда, ама айде ми дойдете. Още не. Да беше бая служба, по-бърже ти дойдеш. Не може да биде лек за сите болести, како што еден унифициран пристап не може да биде решение за сите проблеми од здравството. Честите измени и дополнување на законската регулатива и воведувањето на сложени административни процедури со дополнителни препреки низ која мораат да поминат граѓаните при користење на своето право на здравствено лекување, а кога е во прашање ромската заедница, јавниот дискурс кој се формира преку одредени медиуми знае дополнително да зголеми негативната слика кон оваа заедница која со субјективна перцепција кај одредени здравствени работници
предизвикува ограничен пристап до правото на здравство. Недостатокот на сензитивност, искриената дискриминација која доаѓа од мал и одреден број на здравствени работници, во многу случаи непрепознатлива и бариера која најтешко се преминува. Ваквите недостатоци најмногу се забележани во секундарното здравство. И тоа повеќето кај технички персонал, кој под предпоставка на незадоволството од условите во кои работат, својот бес и незадоволство го истураат врз недолжни пациенти. Но сепак, преовладува бројот на здравствени работници кои не прават разлика помеѓу пациенти и професионално си ја вршат својата должност. Слична ситуација имаме и во третиот чин од оваа представа. Предлагам да го проследиме. Ајде, кој е наред? Ние сме наред. А, не. Трајче си трае, трајче е наред. Ајде, трајче. Па ние траеме, ма. Сме со хитна помош дошли. Аха, трајте. Цела болница дигнахте. Не бива кој знаеш умор. Какво вари кој знаеш умор? Човек, ако ти умре, ти преку рак пушта. Тука јас мога да рекне евиденција. И вие нема на мене да ми судите. Амари, ти тука си дошла, ярка да се правиш на нас права помощ да ни дадеш. Тишина! Има и други пациенти кои се болни. Што е, сестро? Зошто од ова галава пред вратава? Докторе, овие овде не може да се стрпат и да чекаат летното што е дадено по мој термин. Аха, а ја вчера кога бях тука со мој термин, може други хитни случаи пред мене да ги пуштам. А сега ние сме со хитната, треба мој термин да чекам. Върху ги те фана! Смири се, Шутко. Не треба да се напаѓаат здравствените работници. Има и друг начин, не мора со сила. Да бе, свате! Ама гледа таа тука. Сме со хитна помощ дошли, преку рек пушта. Сваќи, има и таквија, ама не са сите исти. Повеќето са добри и професионално си ја вршат работа. Ајде, влезете вие, штом те со брза помощ дојде. Соски посвастите, не нашите кини, оде дела, ме любим са стипе. Она славите нашти манате сасио, оде до совича гефа. Ајде, сега кажете ми се што се случи. Докторе, ја се кажу. Што ме ти ги кажуваш? Ја не знам да думам. Ја ти кажу, на мен ми имаш и ја ти кажу. Тишина и двете, и ја ги мора на доктора, се отпочет. И докторе, дооди сната и кажува, че имала еден син. Јас се изнервирах и реших пари на него да не му дам. Пари, да нам дојат подава својата ќерка. Не бе, докторе, таков е дето. Ние плаќаме татовство. Ама сната си рашуваме како своја ќерка. Да бе, те си те баш така. Добро, и после што се случи? Откако му кажах дека ја за време на сна не му давам пари, он се одесвести, падна кај чудук. Абе, да не е пиено овој подпијено на сносено? Не бе, докторе, он не пие много. Едно пълно литро, ама со мезе да се разбереме. Не пие много. Само после пол спира на нищо. Докторе, овие двата мене не ме разбрат. Јас им рекол дека си била на гинеколог и дека се е во ред. Доктор ми само рече да внимавам да не добија синеде. А они ме разбраат дека си имала синеде. Така да татко ми за джабе се развести. Caro del mar, che la vecchia Ајде, дојди, дали. Ништо нема. И со тебе, и со твојата ќерка се е во ред. Не е времена, грешно се ја разболе девојката.
Сигурно ракетата ти ударила в глава. И хвала ти, Господе. Хвала ти, що ми ги отвори очите. Хвала ти, що герка ми е здрава, права и не е време. Свате, що не е времена, договором бабаш. Ай са со мен дома да дам. Сега, свате, договоро не важи. Шо? Не важи. Не важи. Не важи, свате. Сега Есмералда ќе си завърши първо школа, като и сите други деца, ќе стане пълнолетна и малко повече възрастна, па после ќе мислиме на мъжачка. Разбрали ме, не суде, свате, или не ме разбрали? Айде, се завършихме, можете да сходите. Айде, екипа. Чухте ово. Никаква щета я нямам за мъже. Идла! Хвала ви, докторе. Хвала ви, ще ви помогна. Вие наистина не правите разлика между пациенти. Вие сте истински професионалици. Господ да ви награди. Такви като вас трябва да се си. Добро, приятно. Навистина имало добри доктори и вистински професионалци. Хвала ти, Господе, що един от нив денес нам ни се погоди. Може би един ден ки има живот за сите и мой термин що лечи, а не само да пречи. Присутни. Ова беше се од вечерашната представа. Уште еднаш ви благодариме за вниманието и за вашето одвоено време. На крај, дозволете ми од името на нашата театарска група и од организаторот да ви посакаме среќни новогодишни и божикни празници. Со желби за многу здравје, среќа и успех.